Здраво! Водам да ја видите црквата Света Богородица, која се наоѓа доле поред реката Пчиња. Од автопатот, после една кривина, сигурно знаете, чешмичката, каде што секогаш има многу паркирани возила. Има убава вода, ладна ледена, и по патеката надоле се спуштаме према Пчиња. Патеката е тесна, низ зеленило, меѓутоа не е стрмна многу. Може секој да се движи, да се спушти по нејза и да се качи назад на враќање. Како што гледате, природата е убава и е задоволство да се шета. Веќе се надзира црквата таму во пештерата. Доле е реката Пчиња. Гледаме дека ќе се прават скали за директно качување нагоре кон паркингот и за спуштање. Ќе бидат набрзо направени по продолжение на овие скали кои водат кон мостот. Се наближуваме кон Висечкиот мост. Мостот е направен од стојан, подигнат во 2012 година. Стојан Трајанов со фамилијата од село Инџиково. Затоа мостот се вика Стојанов мост. Направен е од штици и е практично висечки мост, виси на овие стрелични сајли. Така малце авантуристички, се ниша, се движи. Треба да се внимава, малце се придржуваме кон сајлите, убав поглед на реката Пчиња. И треба да внимаваме неколку даски се скршени, да не пропаднеме некаде. Доле риболовец си ужива, си фаќа риба. Секогаш има и други посетители, патници, намерници кои стануваат да се прошетаат во природата. Здраво. Интересно место. Птиците пеат. Се наближуваме кон конаците од црквата. Тука стопанисуваат домаќини во име на црквата, Манастир Свети Богородица. Овде се конаците и со домаќините кои ќе ве понудат со освежување. Добар ден, господи. Биено сирење, сокче и јогурче, имаат убава пита. И сладко од смокви.
По продолжение, поред конаците, се оди кон Карпите, каде што се наоѓа во подножието на Карпите се наоѓа манастирот. Пази гранка. Сега сме на самиот влез на манастирот. Камбанарија на влезот. Бетонски скали, да не паднеме во провалија во реката. И скоро во пештера се наоѓа манастирот. Внатре нема да ви покажам како изгледа. Ќе си дојдете сами и ќе видите како е внатре.